93% од странските компании со технолошко напредно производство во државата имаат потреба од нови финансиски мерки и помош за ублажување на последиците од пандемијата, стои во вчера објавената анкета од нивната асоциација. Анкетираните компании за подобрување на состојбата предложиле поголема помош за инвестиции во нематеријални средства, поголема флексибилност во толкување и применување на договорите и правилата и унапредување на ефикасноста и знаењето на вработените во институциите и слично. Појасни председателот на асоциацијата Виктор Мизо. Ако помош им е потребна на 93% од силните европски и американски компании, тогаш станува ли збор дали таа им е потребна на нашите кои едва и се провлекуваат под бодликавата жица на последиците од пандемијата? Поради ова завчера нова помош побараа занаетчиите. Денес крик за помош повторно испуштија угостителите, а компаниите кои лани примија помош се во бунило. Мојата компанија доби решение за враќање на примените субвенции за 3 месеци наеднаш и тоа веднаш. Како ќе ги вратам парите не знам, бидејќи едва и сега застануваме на една нога. Вели штипски бизнисмен. Од Организацијата на работодавачи исто така сметаат дека не сите фирми се уште се подготвени субвенциите да ги вратат парите на државата. Ако се работи за враќање на одредени субвенции без разлика на остварена добивка, тогаш може да настанат одредени проблеми кај некои работодавачи кои имаат лоши финансиски резултати и кои имаат финансиска нестабилност. Тогаш евентуално таквото враќање на тие добиени субвенции ќе значи нарушување на ликвидноста и евентуално неисплаќање на плати и поголеми проблеми за работодавачите. Освен враќање на субвенциите, синдикатот притисна за поголем минималец. Цената на струјата и гасот за бизнисот отиде тројно погоре, а треба да се исплати и К15. Дали бизнисот сето ова може да го преживее?